Идејата Македонија да биде зелена, а не оставена со сликата од пожарите кои ја зафатија пред 2 години, се роди во август 2007 година, кога предводникот на целиот проект, амбасадорот на мирот на УНЕСКО, светски познатиот баритон маестро Борис Трајанов, ја поттикна акцијата за масовно засадување на македонските гори и планини, кои осамнаа опустошени од огнените стихии. На тој начин, во континуитет се спроведува неофицијалниот празник на секој македонски граѓанин. Денот на дрвото станува традиција, станува символ на живот, на раѓање, на нашата иднина. Доколку секој граѓанин на оваа земја засади само по едно дрвце, и тоа во само еден ден, успехот би бил навистина голем. Новото раѓање на шумите во нашите поднебја, после неколку години и децении, ќе донесе благодет за сите нас, а пред се за новите генерации македонски граѓани, кои имаат и треба да имаат право да живеат во сигурна и еколошки чиста средина. Акцијата е универзална и сенародна. Граѓаните пошумуваа заедно, без разлика на верската, половата, националната, политичката припадност. На 12 март 2008 година се спроведе првата акција, а жителите на земјата масовно излегоа да засадат дрвца. Подготвените терени ги чекаа граѓаните од сите возрасти. Познатите јавни и естрадни личности излегоа да помогнат во повикувањето на народот. Акцијата беше повеќе од успешна, а садници недостасуваа. Македонија стана препознатлива во светот по денот на дрвото. На 28 октомври 2008 година се спроведи втората акција, на која се засадија 6 милиони садници. И покрај лошите временски услови, студот и снегот не ги спречија луѓето да дојдат на голите површини и на ваков начин да го покажат својот патриотизам на дело, за својот народ, за својата земја, за иднината на сите нас. И после втората акција за Македонија повторно се слушна низ светските гласила. На 14 март оваа година се спроведе и третата акција, на која за еден ден се засадија дури 5 милиони садници. Сите акции безрезервно беа поддржани од владата на Република Македонија со сите надлежни министерства, заедницата на локалната самуправа, со општините и јавното предпријатие Македонски шуми. Акцијата најде на одличен одзив кај сите земји во соседството, регионот и пошироко. Амбасадорите од сите странски земји ја прифатија иницијативата да бидат дел од тимот кој помага во создавањето здрава и чиста животна средина. Граѓанската иницијатива Ден на дрвото засадија својата иднина, формираше иницијативен одбор од 100 ентузијасти. Одборот за реализација на акцијата го сочинуваат истакнати личности од повеќе сфери, креатори на јавното мислење, културни работници, познати естрадни уметници, новинари, представници од бизнис секторот, од образованието, личности од научниот, креативниот и уметничкиот живот на Република Македонија. Денес Сдруженијето на граѓани е организација која е целосно отворена за меѓународна и интернационална соработка со земјите од соседството, регионот и светот воопшто. Многу пати беше потенцирано дека со акцијата Ден на дрвото се направени напори и за смирување на меѓуетничките тензии во Македонија и дека би сакале сите нации во светот да го следат македонскиот проект за садење дрвца, што ќе помогне во трансформација на нашата планета како дом за сите нас.